Ветувањето од економската програма на градоначалникот на Струмица Зоран Заев од 2009 до 2013 година не се исполнуваат. Ова го тврдат стопанственици од Струмица. Телеканал А1 не доби конкретен одговор кога ќе започне спроведувањето на дадените ветувања за намален комунален надоместок и за укинување на фирмарината за новоотворените компании. Струмичките компании се уште не ги почувствувале поволностите ветени преку економската програма на градоначалникот Зоран Заев, коментираат бизнисмени од градот. Во програмата од 2009 до 2013 година стои дека ќе има намалување на комунален надоместок на фирми, а и дека општината ќе ја укине обврската за плаќање фирмарина во првата година од постоењето на фирмата. Бескаматниот кредитен фонд за мали фирми е уште една од поволностите кое што, според програмата, требаше да го поттикне развојот на компаниите и отворањето работни места. Но овие ветувања од програмата во наведениот период го чекаат своето исполнување, а дел од нив беа префрлени во програмата за 2015 година. На прашањето што Телеканал А1 го достави до општината, докаде е реализацијата на овие проекти, локалните власти одговорија дека за секој започнат проект, но и за сите услуги и мерки кон граѓаните, бизнис и останатите сектори, јавноста е информирана преку општинската веб страница. Уште еден од проектите кој засега остана само на ветеното е обезбедување работни места за 3000 невработени лица. 30 нови фабрики, 300 нови локации за нови производствени погони, 3000 работни места. Премиерот Никола Груевски во август најави поголема инвестиција во индустриските зони во Струмица. По 2 месеца американската компанија Johnson Controls ја донесе одлуката да отвори фабрика токму во Струмица. Тимот за инвестиции работи на изнаоѓање на инвестиции, односно на инвеститори. Можам да кажам дека сме прилично близко, односно во финални преговори со меѓународна глобална компанија со седиште во Америка за производство на автоделови, за инвестирање токму тука во технолошко-индустријската развојна зона во Струмица и отворање на нови околу 1500 работни места. Преку оваа инвестиција вредна $20 милиони, 1500 невработени лица од регионот добиваат шанса за работно место, вели директорот на ТИРС Виктор Мизо. Johnson Controls со овој капацитет во наредните 3 години помеѓу двете фабрики заедно има можност да вработи над 3000 луѓе и самиот факт што Johnson Controls е најголемата американска компанија добавувач во автомобилската индустрија меѓу првите 10 во светот и фактот што тие реинвестираат е уште една потврда за сите оние напори и активности кои се направени во подобрување на бизнис климата и она што значи не само задоволување на интересите на странските компании, туку креирање на една многу плодна почва за инвестирање и реинвестирање во нивниот случај. Статистиката покажува дека повеќе струмички компании економски се зајакнуваат од мерките за вработување на владата. Околу 600 фирми од Струмица, Василево, Новосело и Босилово се корисници на активните мерки на програмите за вработување, во кои што работат околу 3000 лица. Субвенционирано вработување, обуки, практиканство, кредитирање се најчестите користени мерки од компаниите. Поволностите на проектот Македонија вработува од мај досега го искористиле околу 330 фирми од регионот, преку кои се вработиле 500 лица, информираат од Агенцијата за вработување. А пак преку програмата за самовработување досега се регистрирани над 450 фирми од регионот. Според статистичките податоци, во 2007 година се регистрирани околу 20.000 невработени лица, додека во 2015 година бројката на активни баратели на работа во Центарот за вработување во Струмица изнесува околу 3300 лица.